Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесен, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Мир вам, Татко небесен. Ти благодарам што и овој ден ме исправи, ме држи здрав и исправен, што и во овој ден не сопираш да ме љубиш, што и во овој ден ми даваш сила, љубов, мир и трпение да те љубам, да останам во тебе, да бидам ученик и следбеник на Исуса Христа, Твојот единороден возљубен Син, кој го даде својот живот за секој еден од нас, плати за нашите греови. А некој од нас, поголем број, не ги интересира. Зошто сум јас на земјата? Зошто стареам? Зошто треба да умрам? Не, нема да умрам, ке живеам во љубовта Твоја, ке се радувам. Не, нема да умрам. Те сакам, Господи Исусе Христе. Христијанството е поврзување и враќање во сопственост, во заедништво, во еден дух, едно тело со Исуса Христа. Видете, тој е учителот, тој е пасторот, тој е проповедникот, тој знае се. Целата суштина е како тој да зборува од тебе, како да се соединиш со него и да ја разбереш Божјата волја. Што правиш овде? Зошто ти минува времето? Зошто луѓето немаат љубов? Како да се родам во дух и вистина? Како да се родам во љубов? Се оди на едно место. Ние стануваме свесни за смртта. Се произлегува од земја и ќе се врати во земјата. Ете, тоа е за телесно ниво. Кој знае дали духот на синовите? Исус знае. Кој знае дали духот на синовите човечки се качува горе, а духот на животните слегува долу во земјата? Проповедник 3:20-21. Во 19 стих се вели дека човекот нема предимство пред добитокот. Без Исус си тука некаде, само што имаш мозок да решаваш самиот, дадена ти е слободна волја, за да избереш. Еден сотрудник од Сиднеј, Бог да го благослови, Таткото Небесен Исус, ми загатна тема за душата. Дали само духот оди кај Бога, а душата останува? Те некои прашања што не ги разбирам, не заслужуваат одговор во политичкава искомпрометирана македонска сцена. Некои работи кои не ги разбирам, не ги барам, бидејќи знаењето возгордејува, а духот, љубовта оживотворува. Дали само духот оди кај Бог, а душата останува? Ми посочи 2 стиха, Проповедник 12:7. И ќе се врати правот во земјата, тоа е твоето тело како што си бил, тоа е твоето тело материјално, прав земна, а духот ќе се врати кај Бога кој го дал. Истото го има во 1 Мојсеева 3:19 и во 1 Мојсеева 2:7.
а го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Татко зборува и денеска низ мене, нека Твојот дух зборува да ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Нека слезат ангели кои му помагаа на Исуса во пустината, да им помагаат на сите оние кои ќе повикаат кон Тебе. Ти зборувај низ мене, се што е од Исус нека остане во овие зборови. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Бегај од мене, сатано. Во името Исусово, во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и сите демони, демонски влијанија што се нафрлиле врз секој еден од нас кој слуша, кој зборува во ова слово. Ги изгонувам во името на Господ Исус Христос. Им забранувам да се вратат, да продре ова слово двоостар меч на духот и го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Значи спорот е за душата и духот, дали душата останува на земјата во телото. Јас можам да кажам дека не знам, кога велам не знам, не спорам. Добро вели да не мислите премногу, да не се фаќате за збор, да не спорите. Телесниот човек не го разбира духовното. И ми посочи уште еден стих, 1 Солуњаните 5:23. Самиот Бог, кој е извор на мир. Пазете, жива вода, жива река од неговата утроба, извор на љубов која не престанува, извор на мир, нека ве направи целосно свети. Целосно. И нека го зачува чисто целото ваше битие. Значи, што е нашето битие? Духот, душата и телото. Се до повторно доаѓање на нашиот Господ Исус Христос. Значи, духот, душата и телото. Ние сме дух вдахнат во душа жива и тело од кал земна. Со човечки ум телесното не се разбира. Во Солунчаните разликува во нашето битие 3 дела, значи дух, душа и тело. И кога ќе те прашаат каде пишува дека душата оди пред Исус, си спомнувам за стиховите: живи слова во срцето, не на камени плочи, не со ум. Тие се телесни и немаат дух. Јуда 1:19. Телесниот човек не може да го разбере духовното заради телесно читање на Библијата, што е самољубивост. Ти ја толкуваш Библијата. Овде е пишано добро дека Исус е учителот, Он е наставникот, Он е главата на црквата. Тие се телесни, нема дух. Јуда 1:19. Телесниот човек не може да го разбере духовното. Душата не можеш да ја допреш, не е материјална. Како ја лекуваат тие душата? Со апчиња. Ама каде пишува? Па во твоето срце. Умре по тело, но оживеа по духот. 1 Петар 3:19. Духот оживува. Словото без дух е мртво. Словото убива, духот оживотворува. Во Коринтјаните 15:36-58 се објаснува тело душевно, тело духовно, некаде вели тело природно, телесно, 44 стих. Но телото можеш да го допреш, а душата не можеш. Мислам физички. Законот е духовен, а јас пак сум телесен, апостол Павле. Римјаните. Тоа е целата суштина. 22 стих, внатрешен човек, како да се разбудиш во тој духовен човек, да те оживее Исус, словото да те оживеат. Дали душата кога човекот умира оди кај Бог, ме прашува. Јас не барам такви големи одговори. Јас ја барам само Исусовата љубов да пребива во мене, да ме исчисти комплетно до полна Исусова возраст, да велам
бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух. Ете, тоа е суштината, како да се собереме ние. Кои сме тоа ние? И неговиот дух. Инаку се собираме во својот дух, се собираме во духот на овој свет и само мислиме дека сме христијани, а немаме сила, мир и љубов. Го немаме Исуса во нашето, во твоето срце. Во името на нашиот Господ Исус Христос, кога ќе се соберете вие и мојот дух. Дали се собирате вие и неговиот дух или се собирате во духот на вашата телесна заедница, нашата вера, нашата црква, нашата заедница, да го предадете на сатаната за погубување на неговото тело, да духот негов да биде спасен. 1 Коринтијаните 5:4-6. Ми вели духот оди кај Бога, не душата. Видете, има доста, например, кој ќе видите, почнете да ве учи во духот. Духот, тоа е тешко да му објасниш, не му велам ова слегува, јас не зборувам од себе, ни збор не зборувам. Јас не сум достоен да ја толкувам оваа книга. Разбирате или не разбирате? Кој сум јас да го зборам Словото Божие? Кога тој ќе дојде и ќе ми каже, луѓето зборуваат од себе, од тело, и оди ти се го објасни му со телесен ум. Постојано го повторувам ова, како на мравкат да ја објасниш за звездите, за планетарниот систем. Се сее тело душевно, воскреснува тело духовно, 1 Коринтијаните 15:44. Ако само духот оди кај Бог, кај Исус, јас кој сум душа, мисли, чувства, волја, останувам на земјата. Дали тоа што сум јас, одам кај Бог, Отецот на суд, внатрешен и надворешен човек. И ова не може да го сватите со човечки ум. 2 Коринтијаните 4:16. Духовен човек и телесен. Телото и душата не се едно. Нашето битие е дух, душа и тело. 3, значи, 1 Солуњаните 5:23. Душата не е материјална, оди во духовниот свет. И не плашете се од оние што го убиваат телото, пазете сега што вели, а душата не можат да ја убијат. Значи, уште еднаш да видите дека е тоа различно. А не плашете се од оние што ви го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат, туку плашете се повеќе од оној кој може и душата и телото да ги погуби во пеколот, низ огнено езеро, низ златото кое се прочистува низ оган. Матеј 10:28. Душа и тело, и тие сега за пеколот ќе анализираат, а немаат доволно љубов, го немаат Исус во срцето, да разберат дека знаењето возгордејува, љубовта ослободува, Исус ослободува, тој треба. И дадовме сега да води една заедница, една средба, таа има проблеми собствени, не е ослободена до крај. Таа земала, прочитала, почна да толкува како професорка, учителка. Видите, и излегоа стариот човек. Веднаш излегуваш да кажуваш ти како треба. Да покажеш, гледајте ме, имам знаење. Ние гледаме дека немаш сила, а ти имаш знаење. Чие е тоа знаење, прашање? А може и телото и душата да ги погубиат. Душите на праведниците, еве друг стих, се во Божја рака. До нив нема да се допре никаква мака, мудрост Соломонова 3:1. Јас немам потреба да спорам, не сакам да спорам, но едноставно кога ќе се јави некој проблем, тој веднаш ми дава стихови и јас ги снимам, ги запишувам, слегуваат. Значи јас сум само сад, он е главата Исус на мене. Тогаш јас сум мажот на црквата, старешина,
Црквата е жена, сите други телесни верници се жена. Жена на главата на жената е мажот. Главата на мажот е Исус е мојата глава. Главата на Исус е Отецот. Значи, тоа значи се во духовното царство душите на праведниците, но кога духот излезе, тој не може да го врати и од земената душа не може да се повика. Мудрост Соломонова 16:14. Се мисли на телесниот човек. Зборовите се дух и живот. Ако ги проучуваш без дух, не ги разбираш и на тенане на ратите убиваат. Бидејќи ти си истиот, горд, самолюбив, себелюбив, злобен, горд, расипан човек, паднат и не се разликуваш од животните, само духот оживотворува. Тоа значи за секогаш Исус да пребива и живее во твоето и во моето срце. Тоа што треба да го научиш и да го знаеш, не да се обидеш да ја разбереш Библијата. Тоа покажува дека си горд, да научиш да пребиваш во љубовта, да им простиш на сите, никого да не осудиш, да се покаеш за секој грев, да ја прифатиш Божјата волја и да го бараш Царството Божјо. И ќе викаш тогаш Исусе, Исусе и само Исусе. Одиме другата страна на ова ливче, кое е слезено скоро и сетне упреку за нашата заедница да се поучи. По извесен период, некои луѓе не доаѓаат, бегаат од средбите во вторник. Ако имате потреба за молитва, слободно побарајте ме и јавете се. И ме најдете и на Facebook, на YouTube, Тихомир Стојановски. ТВ Сонце може да ви даде број. Значи, бегаат, не сакаат да слушаат и ти гледаш каде е. Колку е часот? Колку е часот? 1 Коринтијаните 11:8. На собирањата и богослужбите има подвоеност. Аха. Подвоеност. Нема едно тело, глава, ум. Нема водство во Исус Христос. Се отцепуваат групи од заедницата. Јас мислам вака. Мајката на Заведевите синови те го моли Исус да седнат и од десната страна. Ете тоа е, тоа јас сакам вака. И сега некој друг сака. Сопругот нејзин, овој. Видете, интересен е тој момент. Исус знаете што им вели. Јас, што бараш од мене, жено? Жено, дали можете да испиете горката чаша што јас ја пијам, вели Исус, да се крстите со крштевањето, со јас се крштевам. Дали си оставил се и врвиш по Исуса или си се држиш за своето, си имаш некои своји желби. Исус си вели, жено, јас не решавам кој ќе седне од десната или од левата страна. Ни јас не решавам. Со отцепуваат групи, но така ќе се види кој се држи до вистината, кој се опашал со појасот на праведноста до Исус 19 стих, дали се држиш, живееш во единство со Исус Христос. Или си живееш своеглаво, автокефален, нашата вера, вашата, твојата, мојата семејство, кога те боли за семејството, веднаш трчаш, доаѓаш да се молиме. Претходно те нема. Замисли, не дошло со години, не знам, може би повеќе време, подолг период на средбите. Тоа покажува, од време на време доаѓаш, покажува колку љубов имаш во срцето, тоа покажува кои се моите браќа, која е мојата мајка, кои се си живееш своеглаво, Господова спомен вечера, еден гладен, друг се опива, ти го тераш своето во тело или во дух, се опиваш. 23 стих, апостол Павле ни пренесува она што Исус му го предаде. Што му предал Исус нему? Дух утешител му предал. И тој им зборува за леб и вино. Не му даде Исус леб и вино да јаде физички, него Духот утешител му го предаде преку Ананија. И апостол Павле зборува за леб и вино. Ви дава слика
да зборувам на сите човечки јазици, па дури на ангелски, амалара мирахандисталамин дирахембира јандоро јаремерахандасан, дури на ангелски, штом љубов немам. Видете, од ангелски јазик преведена е Библијата во јазик на слики, на попримитивно ниво, за да може мравката, ти дечко, Каин да може земјоделецот да разбере дека не треба да го убиваш Авела. О, неразбрани галатјани. И затоа ви треба преведувач. Што му предал Исус нему дух утешител, телото Исусово кое се крши за нас, 23 и 24 стих Коринтијаните 1:11. Се крши телото, тој се раздаде, тој се даде. И чаша со вино, крвта негова, нов завет помеѓу Отецот и нас. А тоа е дека нема веќе завеса, нема веќе храмови, нема веќе идолопоклонство, икони, жртви крвни, туку има само срце отворено и ти тогаш стануваш храм на Светиот Дух. И Исус живее во тебе, ако не живее, ти не си христијанин. И ти примаш сила да победиш со љубовта. Зборува за јадење на лебот и пиење од чаша вино. Зар да не ја испијам таа чаша? Имам една нова песна. Горката чаша која Исус Христос ја испи. Можете ли вие да се крстите со крштевањето со кое јас се крстеав, вели Исус? Значи Исус стана леб на животот. Жив леб кој слегува од небото. Слегува од небото и му дава живот на светот. Јован 6:33. Живот на светот. Слава ти, Господи Исусе Христа, ти благодарам што ги излеваш овие слова, што ги допираш сите, што твојата сила е во словата. Јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене, нема да огладни. Кој верува во мене, во Исус, нема никогаш да ожедни. Јован 6:35. Видете зашто ви зборува? За вечна заситеност, натопеност, напоеност со љубовта, да преплавува во твојот живот. Ти да бидеш чаша на благослов што се прелева, да имаш во изобилие и да се прелева. Од утробата да ти потечат живи реки како овие завети. Надминавме 500, одиме напред. Песни слегуваат. Слава ти, Господи Исусе Христе. А тие тврдокорни сака да си го реши проблемот, да се исцели и да се врати на стариот начин. Работете не за храна што се расипува леб и вино, туку за храна која останува за вечен живот, која ќе ви ја даде Синот човечки. Ој, Исусе, те сакам. Јован 6:27. Јас имам храна, им вели Исус, тие му носат телесна храна, за јадење што вие не ја знаете. Јован 4:32. Понатаму додава, мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној што ме прати, тоа е Таткото небесен, а тие јадат телесно леб и вино. Мислат дека со тоа прават нешто за Исус, спомен вечера, имитативен театар, недостојно јадење од лебот и пиење од чашата Господова е непочитување на телото. Чаша Исусова е тоа. Жива вода е непочитување на телото и крвта на Господ. 1 Коринтијаните 11:27. Што значи тоа? Па телесно се собирате вие и вашиот дух, и вашата црква, вашата деноминација. Исус го нема, бидејќи кога ќе дојде духот, мене ќе ме прослави, ќе викаш Господе Исусе Христе, Исусе, 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 само Исус ќе го славиш. Ќе викаш татко, татко, Видете колку луѓе викаат татко. Велиш дека си во Исус Христос, а не си простил, осудуваш, озборуваш, критикуваш, анализираш со свој ум. Се она ни кажува, ние даваме можност да се крене, да се оправи внатре во себе си, има проблеми здравствени, значи се уште не е како што треба. Таа држи предавање, учителка стана. Самиот да се преиспиташ 11:29. Тоа е затоа што се прерипани фазите на застанување пред Исус. Не е испочитувано главата, телото Христово.
Не се познава телото Христово. Одиш преку трупа, не може. Мораш да паднеш први пред главата на црквата, пред Таткото Небесен, пред Исус, пред старешината. Дали имаш правилна вера? 11.29. Да се покориш, бидејќи ти не можеш да дојдеш до Исус самиот. Исусова вера, Он да живее и действува, зборува од тебе. Ова ретко кој го разбира. Видете, не зборувам јас, ова слегува. Објавени се 2 книги, Поуки во дух и вистина. Така имаш осуда врз себе, 11, 20, 29, таму како испаѓа. Затоа, 1 Коринтијаните, 11, 20, 29, затоа меѓу вас има многу слаби, болни, а некои дури и починаа. 11.30, динамичен превоз. Многу слаби и болни и мало стадо. Не плаши се, мало стадо. Сум ви приготвил царство Божјо, и таа песна. Имаме мало стадо, многу мало. Сами да се преиспитуваме, за да не бидеме казнувани. 11, 1 Коринтијаните 37, а Господ не кара и казнува. Тоа е за да не поправи, да не бидеме осудени заедно со неверничкиот свет. 11.32. Те сакам, Господи Исусе Христе, кога се собираме духовно да се храниме, на Господова спомен вечера, да се причекуваме едни со други. 11.33, да ги причекаме послабите по вера. Продолжува понатаму, така вашите собирања нема да ви носат осуда. 1 Коринтијаните 11.34. Те сакам, Господи Исусе Христе, собирања без Духот Исусов носат осуда. Јадење телесна леб и вино наместо духовна храна. Многу болни и слаби и умираат. И мало стадо кое се радува во љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа подразбира пребивање во љубовта. Пребивање во Исус. Го бараш Царството Божјо и секој ти се придодаде. Тоа значи раст и живење во Исус. Живење во љубовта, која никогаш не престанува. Те сакам, Господи Исусе Христе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцето Твое. Исус, инаку не си христијанин. Само мислиш дека си духовен, дека си пророк, дека си научил стихови, читаш нешто, толкувања телесни, не ги разбираш. Па уште каква дрскост, ти самиот ќе кажеш што значи нешто или што значи тој збор. Ти, кој си се уште несовршен, не можеш да го решиш здравствениот проблем, не можеш да го решиш проблемот во срцето и во умот, бидејќи не дозволуваш Исус да се насели во твоето срце и Он да те учи, исчисти, обликува, да ти даде сила, да те исцели, возобнови твоите органи од органи на гревот да бидат органи на твојата праведност. Те сакам, Господи Исусе Христе. Почетна категорија. Чувствуваш дека не можеш сам, бараш Христов слуга. Ако е некој болен, повикајте ги старешините на црквата. Можеш да клекнеш на колена, паднеш, да се покаеш од срце, да им простиш на сите, да не осудуваш, да се покаеш од срце за секој греф и за гревовите на твоите предци, да не му се поклонуваш на зверот, на сатаната, на светот, на Исус да му се поклониш, да ја прифатиш неговата волја, да го бараш Царството Божјо и јавно да сведочиш дека Исус е твојот Господ и Спасител.
da premineš od slabost vo sila, od neljubov vo ljubov, od smrt vo život. Те сакам, Господе Исусе Христе, уште повеќе ке те љубам. Допрете се каде што ве боли. Во името на Господ Исус Христос и силата Исусова од десната страна заповедувам исцелување на секој орган кај овој човек кој ќе повика: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замени, да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз било кој што ќе рече: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Исусе, дојди во моето срце, помогни ми. Во моето тело и душа, во Твојата заедница, во овој имот кој си ми го дал, во македонскава земја и на секаде, од земјата до небесата, љубовта Исусова превладува. Амин до Божиот царство небесно. Амин. Царството Божјо е внатре во мене, моево срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Такво, Татко небесе, во Исуса сум возљубен. Ти го давам срцево, да се вселиш во него.